Минатиот март русите ја зазедоа нуклеарната централа Запорожје во Украина. Од тогаш експертите велат дека станицата работи со непочитување на безбедносните стандарди. Поради руската окупација невозможно е да се придружуваат до сите безбедносни стандарди, кои вообичаено се потребни за нуклеарна централа. Украинскиот државен регулатор за нуклеарни централи Енергоатом објави дека руските гранати ја оштетили инфраструктурата на станицата. Системите се деградираат, безбедноста деградира, а одржувањето не се врши навреме. Опремата може да крахира во секој момент. Очевидци велат дека има руска воена опрема на теренот околу станицата. Русите ја зазедоа станицата со оружје, ги запоседна објектите, периметарот и ја распоредија војната опрема и оружје околу станицата, со тенкови и оклопни транспортери. Олег Дудар е поранешен шеф на оперативниот оддел на нуклеарката. Работел под окупација 6 месеци додека не решил да побегне. Никој што не е таму не може да замисли колку е лошо. Дури и јас, кој бев таму, а видов колку е лошо. Од септември сите 6 реактори во нуклеарната централа се затворени. Ова значи дека обемот на потенцијалната катастрофа е намален, вели Марк Железњак, професор на Институтот за еколошка радиоактивност на Универзитетот Фукушима. Не може да биде голема експлозија, бидејќи реакторите не работат. Најголем ризик е за два града близко до Запорожје. Прво, тоа е Еренходар, каде главно живеат луѓето кои работат на станицата. Исто така, тука е и градот Никопол. Полската национална агенција за атомска енергија вели дека иако обемот на заканата е намален, потребна е електрична енергија за да се разладат реакторите. Но нуклеарната централа веќе имаше 6 прекини последниот во март. Тоа се случи поради гранатирање од страна на руските војници, како што соопшти Енергоатом. Струјата е потребна зашто треба да ги користите пумпите за да ја ладите, да ја движите водата внатре во јадрото. Без водата што се лади во моментов, температурата може да се зголеми. Моментот кога ќе се стопи и ќе биде стопено горивото, ќе има ослободување на радиоизотопи. Мисијата на Меѓународната агенција за атомска енергија објави дека гранатирањето и детонациите може да се слушнат во близина на централата Запорожје. Генералниот директор на МАЕФ, Рафаел Марино Гроси, ја нарече ситуацијата на теренот опасна и вети дека ќе продолжи да притиска за заштита на нуклеарката.